Македонските превозници заедно со колегите од Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина од утре почнуваат блокада на товарниот сообраќај кон земјите од Европската Унија. Протестираат против промената на правилата во новиот систем за влез и излез на земјите од Шенген зоната со кој се ограничува времето на престој на возачите. Велат дека новите правила ќе го блокираат и поскапат транспортот на стоки, но и ќе ги пропаднат економиите на Западен Балкан. Според најавите, блокадата ќе биде само на коловозните ленти и терминалите наменети за товарен сообраќај, додека пак патничкиот сообраќај ќе се одвива непречено на сите гранични премини. Граничните премини Деве Баер, Делчево, Ново село, Дојран, Богородица, Меджиклија, Ќафасан, Блато, Стење и Блаце ќе бидат блокирани со вкупно 370 влечни возила. И над 400 и кусор луѓе ќе бидат присутни на самите гранични премини, додека вечерта во 24:00 ќе се затворат и влезовите во државата, што значи ќе имаме комплетна блокада за влез и излез на товарниот сообраќај. Многу е битно да се каже дека патничкиот превоз воопшто не го затвараме, значи непречено ќе се одвива, има отстапница исто и за некои товарни возила и тоа ќе биде сите оние кои што возат лекови или некои други потребни работи за болниците. Блокадата е предвидено да трае до 7 дена, освен ако не се добијат позитивни сигнали за преговори и надминување на причините поради кои се организира. За да покажеме што значи во еден циклус на возење на стоката, дали е репроматеријал, дали е за широка потрошувачка, што би значило за Европа и за сите овие странски инвеститори кои што се кај нас и другите да сватат и да лобираат, затоа што за една недела може да се доведе до намалување на ланецот, бидејќи се прекинува ланецот на снабдување, да има намалување на сите тие потребни средства кои што се неопходни за работа на целото стопанство. Од Транспортната асоциација Макам Транс предупредуваат дека ако нема решение ќе следува сериозна економска криза, а дел од компаниите погодени од новите правила веќе чувствуваат големи економски загуби.